дойде тази точка на днешните, да разговаряме за личното осветлуване. И сега би ги започнал колегите от ДПМН, ще го правим. Няма да изнесуваме действени имаги, правим. Всички. Имахте лицемерно и ще движиш СДС. Общината излезе за първ път на мой прес и на било кой не подколка приписъл. Нека му дал да съда съм експерти за лъжа. Хайде да видим тогава да той няма да почне на сега и да видим защо ние лъжехме, а днес точката ще види повече и там няма да се гласа проблем. Одът с намалца. Вчера на комисия, къде се разговаряше за осветлованието, предприятно изненаден, ви филирам, почнахте само да вие да размислувате и да носите отлуки, моите колеги от Комара на КОМАНЕ и опозицията, без притисок и без сенката на началната Владимир Таневски и неговия сменцов Кончановски. За да мога се свати, да последните години, дека овој тендер со осветлувањето е штета. Нито сака дебело да изпрофитира од истиот. Денес изразувам жалење дека никој нема да ја земи провизијата од 15 милиони евра од овој тендер, бидејќи тој ќе биде повлечен од дневен ред. Во пред 2 години, во моите дискусии од оваа говорница, укажа со дискусија на седницата на Совет, само поединци од вашите редови се заинтересираат и прашуваат за условите и за сумата на тој тендер. Другите онако лававо не заинтересирано. Потоа следеше мој тест, па уште една точка на дневен ред, повторно за осветлување, повторно реакција од ваша страна. За се до пред еден ден на комисија да се одважите и да размислите и да наместиме заеднички став за оваа точка. Дека не е добра и дека е криминална. Целата оставка, која е водена на погрешен и многу долг начин, времето кое помина за таа да биде донесена, 3,5 или 4 години, од почетокот до крајот на 2012, начинот на кој што се водеше, дадените забелешки од текот на поставката и по неја, големите разлики во цени, кои се направија од почетокот до крајот на поставката, за деловите кои требаше да се намалуваат, значи почетокот на тендерот во 2015 и крајот вчера во 2016. И тогаш, и сега, и тогаш апелирав оваа поставка за јавно-приватно партнерство да се стопира и дека е лоша за граѓаните на општина Битола. Овие се техничките услови за кои разговарахме и упатував дека поради овие и ред други услови треба оваа поставка да се стопира. Но има и морални услови, а тоа се влијанието на аболициранието и притворението на началник Талевски и неговиот ментор, кој мртво заинтересиран овој тендер да помине, а тоа е секретарот на општината Слободан Кончановски. Па затоа прашувам да ни каже, ако е можност тој да дојде или било кој да ми одговори, зошто е тоа така? Зошто врши тортура пред сите вработени за оваа поставка да помине? Ги снима нисходниците и еден по еден ги испрашува кај бил, кај легол, со кој разговарал и зашто разговарал. Но денес советниците од неговите редови им вртат грб и почнеат да се откажуваат послушност на овие две личности. Ние советниците од опозицијата оваа битка ја добивме и така се сеќа и ги спасивме граѓаните и уште еден штетен договор за јавно-приватно партнерство кој ќе ги кошташе 15 милиони евра. Значи, затоа предлагам оваа точка да се стопира, да нема јавно-приватно партнерство. Да се донесе одлука на една од наредните седници за формирање на јавно предпријатие
кој ќе работи оваа работа. И најголемите бенефити ги имат граѓаните нашиот град. Ги видовме бенефитите од јавните приватни партнерства, тоа е со полимерот пазари и со паркинг. Тоа е една постапка, само полнење на приватни джебови и непочитување на правилата од концесионерите. Апелирам во името лицата, кои говори ги споменат, а тоа се лицето ВТ и лицето СБ, повеќе да се посветат на својата работа,